Еден ден Мадуго виде дека книгата без зборови стоеше врз работната маса на мисионерот. Толку многу ја сакаше таа книга и незината приказна. На прсти влезе во собата и внимателно ја зеде. За прв пат во животот ги држеше во рацете обоените страници. Мадуго ги разгледа страниците и се обиде да се присети на стиховите за секоја страница. За златната страница тој го кажа Јован 3:16. Зашто Бог толку го засака светот. За темната страница тој го кажа Римјаните 3:23. Зашто сите сгрешија. Одеднаш зад себе слушна шум. Кога се сврте го виде господин Делахеј, како го гледа. Треперејќи од страх, Мадуго рече: Јас само сакав еднаш да ја подржам. Мисионерот се насмевна. Во рете, дојдов да ти кажам дека твојата нога е веќе здрава и утре можеш да си одиш дома. Зарем тоа не е добра вест? Утре, извика Мадуго, без да размисли додаде. Не сакам да си одам. Дома тој немаше да слуша за расказите од Библијата и веќе нема да може да ја види книгата што зборува. Како можеше да си замине? Изгледаше дека господин Делахеј го расправа. Тој внимателно ја зеде книгата без зборови од рацете на Мадуго. Ја прелиста и пак му ја врати на Мадуго. Еде, Мадуго, ти ја подаруваме, рече тој. Нека таа ти помогне да ја раскажуваш случката во твоето село. Благодарам, извика Мадуго. Тој не можеше да престане да се смее и да се радува. Следното утро мисионерите го испратија Мадуго до вратата. Таму тие се помолија со него пред да си замине. Мадуго им мафташе со раката додека не се сокрие од неговиот поглед. Неговата нога веќе беше здрава. Тој можеше да оди. Можеше дури и да поскокнува. Потоа побрза по тесната патека кон селото. Гордо во раката ја стегаше својата книга. Личеше на богат човек или на цар. Никогаш во животот не се чувствува толку среќна. Сите во семејството се радуваа повторно да го видат. Мадуго веќе не подкривнуваше. Ногата му беше здрава. Сите му не достигаат толку многу. Но тројцата негови браќа љубопитно се турнаа во него и го прашаа: Што имаш таму? Од каде ти е тоа? Мадуго силно, со затворена рака, ја држеше книгата што зборува. Мисионерите ми ја дадоа таа книга. Таа раскажува вистинска случка, рече тој. Вечерва ќе ви ја раскаже. Браќата нетрпеливо вечераа. Тие повеќе не можеа да чекаат за да ја видат книгата на Мадуго. Може ли сега да ни ја раскажува случката? Кажи ни дека ќе ни раскажеш. Добро, рече Мадуго. Седна на подот, каде што имаше празно место. Браќата му се придружија, бргу седнаа. Мадуго застана, како вистински мисионер, и почна да ја раскажува случката боја по боја. Тој почна со златната страница. Бог не сака и сака еден ден да отидеме на небото. Тој сврте на темната страница, но на небото не може да има грев, а сите ние сме грешни. Тогаш тој ја покажа црвената страница. Ете, зошто Бог го испрати на светот својот син Исус? Тој умре на крстот за нашите гревови. Погледнете! Мадуго сврте на чистата страница. Господ Исус Христос не чисти од гревовите. Тој повторно сврте на златната страница и светлина блесна во полутемната соба. Откако ќе умреме, ако нашите срца се чисти, рече Мадуго, ќе живееме со Бог за секогаш на небото. Кога Мадуго заврши со раскажувањето, браќата го замоли: Те молиме, раскажи ни уште еднаш. Исто така, Мадуго повторно им ја раскажа случката, употребувајќи ги сите 5 библиски стихови кои ги научи од мисионерот. Тој се чувствуваше многу среќен,
за да им раскажува на браќата за Исус. Неговите браќа беа уште посретни што ја слушаат приказната. Следниот ден и целата седмица тие сакаат да слушаат повторно и повторно. Ма дуго им раскажуваше секој пат штом ќе го замоле. Тога се случи нешто прекрасно. Еден по еден и тројцата браќа поверуваа во Исус за свој спасител. Сега и вие треба нападмен да ги научите стиховите од Библијата. Бараше од нив Мадуго и им ги повторуваше одново и одново. Едно утро Бино, најголемиот брат, каже: "Јас веќе ги знам сите стихови." Се јави Кума, средниот брат: "И јас ги знам сите." Тогаш Басум, најмалиот, се приближи и изјави: "Јас исто така ги научив." Мадуго беше многу горд на нив. Бино продолжи: "Сега секој од нас треба да има книга со бои што зборуваат, иста каква што имаш и ти." Другите кимнаа во согласност. Срцето на Мадуго почна силно да бие од страх. "Јас имам само една книга. Ова е единствената што ми ја дадоа." Бино дојде многу близо до него. "Добро, но ти можеш да ја исечеш твојата на 4 дела. Таа е навистина голема." "Не, тоа не е можно." Мадуго се сврте и истрча надвор. "Никогаш нема да го направам тоа." Мадуго ја стави книгата без зборови на сигурно место, под своето кебе на подот. Тој размислуваше за времето кое го помина со мисионерите. "Книгата е моја," си велеше тој. "Тие ми ја дадоа." Но длабоко во себе Мадуго беше збунет. Тој се сети како господин Делахе кажа дека може да ја користи книгата без зборови за да ја раскаже случката на цело село. "Да ја раскажам случката на целото село," мислеше тој. "Што сака Исус да направам?" Бавно посегна под кебето и ја извади книгата. Ако ја исече, тој измери со прстите колку голема ќе биде една четвртина. О, толку мала! Тој знаеше дека неговиот остар ловчиски нож може да ги исече страниците, но што ќе стане со неговата толку убава книга која зборува? Таа вечер Мадуго не можеше да спие, се чувствуваше лошо. Што треба да направам? Се молеше тој, но длабоко во себе го знаеше одговор. Кога започна да се разденува, Мадуго стана. Го зеде ножот и книгата и тивко излезе надвор. Мадуго коленичеше на тревата од трупецот на едно големо дрво. "Господи Исус," се помоли тој, "помогни ми да сакам да ја разделам оваа книга." Во срцето знаеше дека точно тоа треба да го направи, но зошто беше толку тешко? Точно тогаш слушна гласови и скокна. Неговите браќа трчаа кон него. Басум со малете нозе беше последен. "Оф, не!" си помисли Мадуго. "Зошто доаѓаат сега?" Тој ги виде како застанаа во близина. Тие не кажаа ништо. Тројцата дури и малиот Басум стоеа и гледаа. Мадуго сакаше да си отиде. "Господи Исусе," се помоли тој, "те молам, помогни ми." Но момчињата продолжија да стојат и да гледаат. Најпосле Мадуго ја стави книгата врз широкиот трупец. Браќата му се приближија. Бавно Мадуго го дигна ножот. За момент го задржа во воздухот, потоа го притисна остриот дел врз убавите обоени листови. Книгата полека се раздели на две. Мадуго уште еднаш ја исече својата книга што зборува. Сега на трупецот лежеа 4 парчиња. Неговите браќа стоеа неподвижно. Тие разбираа како се чувствува тој. Мадуго зеде едно мало парче и му го даде на Бино. Тој внимателно го зеде во раката. Кума и Басум исто така ги добија своите делови. Потоа Мадуго кажа: "Мама ќе ги сошие страниците." Сите беа сериозни. Тројцата браќа ги држеа во рацете деловите без да кажат ништо. Мадуго слушна во своето срце. Чисто срце дава со радост. "Господи Исусе," си помисли тој, "помогни ми да бидам среќен со малата книшка."
Неговиот дел од книгата се уште стоеше пред струпецот. Тивкиот ветер си поигруваше со листовите и така се гледаше чистата страница. Таа беше исто така бела како и пред тоа. Одеднаш нешто чудно се случи со Мадугу. Широка насмевка му го осветли лицето. Тој радосно го зеде својот дел од книгата и извика: "Па што ако е мала? Сега имаме 4 книги кои зборуваат. Сега сите ние можеме да ја раскажеме случката за Исус." Кога го кажа тоа, му се чинеше како Господ Исус да стои до него и го охрабрува. Сега тој беше малечок мисионер, кој ја споделуваше со другите пораката за Исус. Браќата изненадени погледнаа кон Мадугу. Потоа и тие почнаа да се смеат и да скокаат во круг од радост. Мафтаа со рацете, стегајќи ги книгите. Мадугу ги погледна, а потоа почна да скока со нив. Тој никогаш не се почувствувал толку среќен. И ти можеш да си направиш книга без зборови. Или ако сакаш да побараш, ние да те испратиме. Научи да раскажеш што означува секоја нејзина боја. Не заборавај дека да имаш книга без зборови не значи дека ќе одиш на небо. Само тие кои му го предале животот на Исус и го замолиле да им ги прости гревовите, ќе одат таму.